Пред себе добре дојдовте во овој подкаст посветен на театарската уметност, но нашто на вистина представува Битола во најубаво светло. Нели токму имаме премиера, представата на Џон Блондел ја имаме на 15 на Охридско лето. Да. Еве ова е уште една покана секако до сите љубители на театарската уметност. Колку вам ви значи Охридско лето, затоа што секоја година сте дел нели од оваа доста значајна манифестација. Да, многу често настапуваме на Охридско лето, но јас имам такво сеќавање уште кога бев дете, најчесто 7 до 10 дена Битолски театар беше на Охридско лето во Охрид. За мене тоа беше одмор, или навечер гледаме одев и ги гледав пробите и за мене некако во еден период не немаше на Охридско лето, не наблегувам во причините зошто и некако се чувствувавме како протерани од вториот дом. Да, точно. И поканата оваа година да имаме премиера на Охридско лето, за мене, бидејќи минатата година не учествувавме, еве оваа година како вратка извинување за тоа што лани не бевме, ќе имаме премиера. Како и сите други буџети, така и Охридско лето, кубурот со средства. Охрид е многу скап град, така да тој одмор од 7 до 10 дена кој што сме можеле да си го приуштиме во еден период, сега го скратуваме на 4 дена. Ама 4 квалитетни ќе играме пред црквата Света Софија. Одличен. За мене фасцинантен простор. Представата ќе добие една нова душа, за разлика од тука како ќе изгледа, таму ќе изгледа сосем различно, во Верона уште поразлично, се надевам и поубаво. И македонска премиера на најзначајниот фестивал за театар и за изведувачки уметности Охридско лето и престиж пред се. Така, неодамна снимавме токму со режисерот Џон Блондел, тој истото тоа го истакна дека тој пред се кога доаѓа во Битола, во Битолски театар, тој се чувствува како дома, дека тоа е една прекрасна атмосфера и за работа и дека пред се нели екипата која што е тука му се пријатели, а потоа соработници и од целата таа нели атмосфера излегува она што ќе имаат можност да го видат љубителите на театарската уметност нели на Охридско лето прва, а потоа светска премиера и во Верона. Колку тоа ви значи еве тој Шекспир фестивал, тоа представување во Верона, затоа што тоа е, мислам, ако не се лажам, за прв пат настапувате на истиот фестивал. Да. Настапуваме за прв пат, настапуваме со текст кој што досега никогаш не е представуван. Зборувам на територија на Македонија. Ни се случува мала ренесанса, бидејќи кога со Џон Блондел правиме Шекспир, знаеме дека таа представа ќе има живот. Се трудиме да максимално колку што се може во Шекспир да е македонската нота. Кориолан е како да е пишуван за денешното време. Мислам дека ќе биде многу интересно за публиката.